Почитувани новинари, почитувани медиуми, почитувани сограѓани, ви се собравме вака сите директори на основните и средните училишта, со исклучок на еден директор од основното музичко училиште, кој што поради неодлужни обврски не може да биде присутно овде, да одржиме еден брифинг или прес пред вас новинарите со наводните обвинувања од ВД градоначалникот Венко Крстевски за наводно кршење на законот, односно трошење на блок дотации не наменски за други намени, а не за комунални услуги, односно за услугите кои ќе ги добиваме од комуналното јавно предпријатие КЕП Водовод. Јас ќе го водам пресот, останатите колеги се тука за секакви прашања по завршувањето на пресот кои што ќе ги имате за сите од нив, бидејќи имаме различни поединечни проблеми. Ќе ги кажам генералните проблеми кои што ги имаме како заедно како училишта, но пред се сакам да истакнам дека ми е жал поради овој начин на комуницирање кој што го имаме со ВД градоначалникот, бидејќи еден одговорен градоначалник кој што раководи со одговорна институција, тоа е општина, поготово општина која што најга во ваква ситуација по страшната несреќа која што се случи во Кочани, и да почне да комуницира со директори на ваков начин преку медиуми и преку препукување не е соодветнува за него како личност, но тоа се кажува за него како карактер. Вие видовте дека и по наводните обвинувања и по излигувањето во јавност на долговите кои што ги имаат основните и средните училишта, оставивме 2-3 дена со цел дека ќе бидеме повикани од негова страна, дека ќе разговараме, ќе ги образложиме проблемите, дека заеднички ќе бараме начин и решение како се ова да го надминеме, како што ветуваше додека беше советник, независен советник во наводници, и кога стоеше секогаш на страната на училиштата, затоа имаме и снимка која што ќе ви споделиме по завршувањето на пресот, кога се бореше за правата на училиштата, сега искочи како тужител на училиштата, а како потпарол на КЕП Водовод. Ќе почнем од самиот почеток за тоа како се добиваат блок дотациите за училиштата. Евде допис од локална самоуправа, општина Кочани, подпишено од тогашниот секретар Дејан Рашков, и вика, ќе ми дозволите да ја прочитам: почитувани, блок дотација на буџетот од Република Северна Македонија наменета за финансирање на основното и средното образование се дели помеѓу 6 основни и 2 средни училишта во општина Кочани. Критериуми за распределба на блок дотацијата помеѓу основните и средните училишта се основната сума на блок дотацијата наменета за општината по основни и средни училишта. Кои критериуми спаѓаат? Потребите за средства за бруто плати, потребите за средства за огрев, потребните средства за превоз на ученици, бројот на ученици во училиштето, опремнина за одење во пензија, регрес за годишен одмор за 2025 овој буџет. Овде нигде немаат побарано од нас нити барање, нити изустување за тоа како би се справували, како би ги плаќале сметките за према комуналното јавно предпријатие. Еве го официјално документот, она што го бараат пред секој кривење, пред секој буџет секоја година. Ние како училишта ги праќаме потребните барања за основни податоци. Ова се буџетот на основното училиште Никола Карев, со кое јас раководам моментално. И секогаш во прилог, знаејќи ги потребите и барањата и оние енормни сметки кои што стигаат на сметка на училиштата, праќаме пропратно писмо до КЕП Водовод и до општина Кочани, кое се надеваме дека позитивно ќе ни биде одговорено. Едно пропратно писмо, на кратко ќе го образложам, истото го имаат и колегите. Гласи вака: почитувани, како дополнување на податоците за нашите училишта или поготово за Никола Карев Кочани, од големо значење за вас, за нас како училиште, е да ни се одобрат средства за огрев, имајќи предвид дека имаме 2 подрачни училишта кои се греат на дрва и подрачно и покачувањето на геотермалната вода од минатата година, и самите сметки се зголемија. Па доколку не ни се одобрат потребните средства, ние како училиште нема да сме во можност истите да ги исплатиме како врска спрема КЕП Водовод Кочани, односно училиштето ќе се задолжува, што не е решавање на проблемот, бидејќи на КЕП Водовод не му одговара тоа нити на училиштето, чии основач и на двете институции општина Кочани. Ова е дел од пропратното писмо кој што го праќаме секогаш при креирањето на буџетот. Зошто зборам за огрев? Затоа што најголем дел од училиштата се греат на геотермална вода. Овде исто така со одлука на Совет е и покачувањето во 2022 година, кога ние стануваме директори за геотермална вода по основ на Совет, и енормно се зголемуваат сметките, а блок дотациите остануваат или исти, или се намалуваат. Поготово кај средните училишта, колегите тоа ќе го потенцираат.
Генерално како училиште имаме два проблема. Тие проблеми се покачувањето за геотермалната вода, односно за огревот, кој што го имаме во централните училишта, и покачувањето, односно непочитувањето на методологијата за пресметка за собирање на отпад од училиштата, наместо како што предвидува методологијата по метар кубен или по килограм, кај нас училиштата тоа се пресметува по квадратен метар и затоа сметките се од огромна или се огромни, со огромни суми кои што ние нити можеме да ги платиме, нити можеме да го издржиме тој капацитет финансиски, за да можеме да бидеме на некоја регулатива нула со која по водовод. Чи основачки потенцирам исто е општина Кочани и на нас како основни средни училишта основач е општина Кочани. Ке потенцирам дека бев исто така обвинет, а потоа ќе можете колегите да си кажат дека како лидер, нели така бев представен со графиконот, дека основното училиште Никола Карев должи 5 милиони и нешто, не знам колку или денари. Пред да дојдам само како директор, наследив долг од 2 милиона 133 179 денари. Ова е долго што го имам наследено како директор кога стигна во училиштето. Веднаш кога стигна овој долг, вие бевте сведоци дека исто така ми беше блокирана мојата сметка од страна на Автоатом од 1.200.000 денари, на која што јас реагирав и 4 месеци немавме средства за користење освен заплати. Тогаш почнува и другата голгота, кога на записник, овде негде и сметката ќе ви биде приложена, добивам дека за месец ноември во 2022 година имам потрошено 9632 метри кубни вода или во пари, или во пари, тоа би значило дека сум потрошил некаде околу 12.000 евра или 720.000 денари само за геотермална вода. Плюс собирањето на ѓубрење, плюс ладна вода, плюс за подрачјето училиште, оно што следува теконо што треба да го платиме. Вкупната сума за месец ноември некаде би можел да изнесува околу 840 или 850.000 денари за еден месец, повторувам, добиен од страна на КЕП Водовод. За таа цел имавме премет барање, кој што го пушти вид општина Кочани до КЕП Водовод, еве го, а тоа е дека почитувани врзоство на поднесениот приговор од страна на Никола Карев Кочани за ноемврската сметка за користење на геотермална вода, бараме да го разделите доставениот приговор и се надеваме дека ќе одлучите позитивни користи од бидејќи немавме долго време одговор од луѓето кои што се надлежни за сето тоа. Приговорот изгледа вака. Зошто го зборам ова и зошто потенцирам оваа сметка? Затоа што само за еден месец околу 1 милион денари се задлужи училиштето, бидејќи стигна енорно огромна сметка од која повод чии потреби ние како училиште ги немаме. Сега ќе настане, ќе слушате зошто ги немаме и како е сето ова генерирано и фактурирано и колку години уназад или ретроактивно кај по водовод на училиштето кој што користат геотермална вода има наплаќено на ваков начин. Што значи тоа? Во почетокот на грената 22-23 по реакција на директорот Александар Анов Никола Карев Кочани за зголемен проток односно потрошувачка на геотермална вода за топлување на училиштето беше повикана екипа од вашите вработени за корекција на истиот, односно за намалување на протокот на количина на топла вода. По поставувањето на вашите вработени од страна бевме информирани дека протокот на геотермална вода е намален за 2/3, потенцирам, за 2/3, ова е во 22, односно дека за топлувањето на училиштето ќе се користи само со 1/3 од капацитетот на доток на топла вода и дека доколку го намалат уште еднашка, за повторно целиот ќе биде прекинат. Што значи? Дека ние како училиште се грееме само со 1/3 од максималниот капацитет што можеме да го користиме за геотермална вода. Зошто ова е битен предактор? Затоа што геотермалната вода тргнува од училиштето, основното општинско училиште Никола Карев Кочани, доаѓа до основното општинско училиште Свети Кирил и Методи, па доаѓа до средното општинско училиште Лјупчо Сантов, се враќа повторно во училиштето Никола Карев и потоа преминува во оранжериите, во градот и во тие испушти цевки или одводи за геотермална вода. Што се случува? Колегите склучуваат договор, како што јас склучувам договор за геотермална вода, а за таа сметка не добиваат топлата атмосфера, како што пишува во договорот, ниту се испорачува вода, како што пишува во договорот, а сметки плаќаат огромни, ќе ви кажат тие со какви суми располагаат, со какви сметки треба се
да се справуваат и да плаќаат. Освен тоа, сакаме да поменеме дека имаме информација од екипата која што е задолжена за геотермална вода по нашата реакција за високиот изnos на фактурата за месец ноември. Добивме одговор дека топлата вода се пушта, внимателно ако може да слушаме, 24 часа. Дали едно училиште има потреба од геотермална вода 24 часа. И за време на викенд, исто, кога немаме часови, кога немаме училиште, кога немаме ништо, и како што по завршување на работата, односно во вечерните часови. И за време на распусти. И сето тоа се фактурира на училиштето. Без потреба. А зошто е така? Ќе видиме сега. Ние како училиште немаме официјално известување за оваа информација, ниту пак предупредување за да внимаваме ништо. Значи службите од геотермална вода нема доставено никакво известување дека се случува по нашата реакција, не кажуваат што се случува. И затоа од вас бараме сето ова да се земе во предвид, да се коригира износот на издадената фактура за месец ноември, односно фактура број 13/11/22 според реалната потрошувачка која што има направено училиштето. Исто така бараме да дојде екипа и да утврди реалната фактичка потрошувачка на нашето училиште и да му објаснат на одговорното лице како правилно да ја врши регулацијата на водата. Бидејќи ние немаме ингеренции за регулација на геотермална вода, тоа го прават екипите од геотермална или секторот за геотермална. Ова барање на управен одбор на КЕП Водовод се усвојува. За жал, до ден денес нема дојдат да измерат колку е реалната потрошувачка, да ги тие одземаат паушално, нешто за викенд, нешто за распуст, ама тоа е сето на она како што ќе одлучи управниот одбор, без техничка спецификација која што ние ќе добиеме и реално колку е треба да се менусира на едно училиште. Паушално сметката намалена на 500.000 денари, значи 220-30.000 денари е намалена. Вториот проблем, кој што го збориме и го генерираме, е со покачувањето на отпадот или по пресметката за метар квадратен, наместо по метар кубен и килограм, спротивно од методологијата за пресметка на собирање на отпад. Иако истиот ВД градоначелник сакаше да даде допринос на училиштето и беше секогаш нели како советник тогаш на страната на училиштите, сега друга ситуација, па затоа си ги брани другите интереси. Ние еве вака визуелно ќе ви кажам, ако една сметка е 169.000 денари месечно, ќе кажам, на едно училиште за ладна вода, тоа значи дека од овие 169.000, можеби 69.000 се потрошени за кубикажа на вода, сето останато е за собирање на отпад и смет. Дали некој од комуналното јавно предпријатие или од општина Кочани доаѓаат да ни го одржуваат дворот, да ни собираат хартијата, да ни ја транспортираат до контейнерите каде што може да се мери по килограм или по отпад, или едноставно еднаш или два пати, а сега почесто и 3 пати неделно, ќе дојдат, ќе го земат контейнерот, ќе го испразнат, ќе го вратат. Сето друго паѓа на наш терен. И косење, и одржување, и собирање, и сето она кое што спаѓа под комунални услуги е под наша ингеренција и затоа тоа го работат нашите вработени како технички персонал, а не луѓе од КЕП Водовод. А ние сето ова го плаќаме повеќе од сумата што ја добиваме за користење на ладна вода во основните училишта. Тоа е сериозен проблем. Ги извади вака од 2021 можете да замислите едно училиште плаќало, еве поготово моето, во основно општинско училиште Никола Карев Кочани, 69.313 денари за ладна вода. Ова е во 21. Одеме хронолошки, за да и биде на јавност познато. 22 се покачува на 163.000 денари, за 100.000 денари повеќе. 23 204.000 денари за ладна вода збор. Не зборам за топла, топлата е плюс. Нова, ако додадем и топлата сметки дека се од 150.000, 200-250.000 денари, може да замислите колку е сумата месечно која што ние треба да генерираме према КЕП Водовод. Околу 450 до 500.000 денари. 24-та 201.000 денари и 25-та 169.000. Ова се земени различни месеци, зимен, летен, есенски период. Ако ги земеме периодите во летниот период, сметките се огромно поголеми за
ладна вода, додека ги земеме грените сезони, 6 месеци, каде што е грена сезона, тогаш сметките се повисоки за геотермална вода. Донесена е одлука на Совет дека треба да плаќаме подворна површина оноку колку што го имаме запишано во катастарот или нели во регистарот како училиште. Еве јас што најдов кај мене, неколку пати реагирав на ова и сакам да потенцирам овие реакции, за да не звучи дека сега ние партиски нешто се собираме или организираме. Овие реакции се за време на претходниот градоначелник господинот Лјупчо Папазов и претходните директори на КП Водовод. Значи не сме ги штедели и нив, туку сме ги изложувале проблемите на Виделин. Ова се податоци од јавен карактер, кои што може да ги добијат сите од вас. Имотен лист на село Грдовци, каде што основното општинско училиште Никола Карев има свое подрачно училиште, кога ќе отидете во катастарот, кога ќе извадите, имотот мој припаѓа на корисник на наведениот имот е основното училиште Тодор Арсов Зрновци. Јас плаќам и учам во Тодор Арсов Зрновци. И струја, и вода, и се. Ова сакам да го види јавноста, за да знае каде плаќаме. Не плаќаме во Никола Карев, туку плаќаме за општина Зрновци. И уште една, во село Тракање, имотот не е назначен. Туку е ничи. Нема стекната собственост никој. Нити училиштето, нити општината, нити никој се води како нестекнат имот, а јас плаќам и за дворна површина, и за струја, и за ладна вода. Ова се факти, документи со кои сакав јавноста да ги види, да ги спознае, бидејќи бевме обвинувани дека сме криминалци, дека ги парите наменуваме за други намени и потреби, а секогаш треба да се слушнат двете страни, и на училиштата, и на КП Водовод, и на општината, за да се знае вистината. Најжално од се, пак е потенциран за сите нас овдека, бидејќи овде има директори кои што немаат долгови. Ова е директорот на основното училиште Малина Попиванова со 0 долг, ова на Крсте Петков Оризари со 0 долг, но тие се солидаризираат со нас, бидејќи ги имаат истите проблеми и за мали дворни површини плаќаат енормни сметки со вода. Ова е начинот на кој што ние комуницираме со ВД градоначалникот. Ако треба да продолжи вака, ова ќе биде само едно шоу за јавноста, кое што ќе биде интересно и за читателите и за гледачите. Но толку сме сериозни и луѓе кои што водиме институции, поготово ингеренциите за основните средните училишта, за КП Водовод ги има општина Кочани. Таму раководно лице градоначалникот на општина Кочани, затоа ние оставаме пак простор да дојде, да поразговараме, да не повика, да ги кажеме проблемите заеднички да ги решаваме. Долку смета дека тоа е потребно. Толку смета дека треба да се препукуваме, нема проблем. Ако мисли дека на тој начин ќе добие политички поени, дека ќе почне нека политичка кампања, нека му е со среќа, но на ваков начин не се покажува сериозност, не се води институција, а за тоа ќе си одлучат натаму и граѓаните. Јас како што се договоривме, како еден од оние кои што го води пресоби, се благодарувам на вас, доколку имате било какво прашање за мене, како директор на основното општинско училиште Никола Карев, ви стоам на располагање и сите останати директори ви стоат на располагање, ако сакате детално да ви кажат со какви проблеми се соочуваат и кои се нивните маки и оно зошто се задолжуваат училиштето. Ви благодарам, колеги, повелите. Договорот за топлотна вода е минимум 45 степени. Заедно го користиме со колегата од основното училиште Кирил и Методи, тамо е се и самите влегувањето на водата, од тамо доаѓа во нашето училиште, значи ако доаѓа тамо имаме тука и докази, значи доаѓа со помалку 40 степени, 36, 37, 38 степени. Имаме реагирано неколку пати до претходните директори, само да ви кажем, значи сумата и сметките што ги плаќа двете школи е 10.000 евра. 7 месечно. 7 месеци по 10.000 евра, тоа се 70.000 евра. Која топлотна пумпа, што може да направи и каква енергетска заштита може двете школи да добијат со таа сума што можеме да располагаме, да не зборам и со основното училиште Никола Карев. Тука е проблемот, значи ние имаме фактури. Средното општинско училиште има неплатено само 4 фактури за вода. И другиот дел, што е неплатен, е по основ на ѓубретарина. Сметките на водовод од 2000 квадрати на некој си, не знам каков начин, површината е зголемена на 4853 квадрати. Значи, претходно плаќавме до 31.8.2023 година квадратура на површина за 2000 квадрати
После од 1 септември 2023 таа површина е зголемена на 4853 квадрати. И само да напомена, имаме пишување до сите. Површината што се наоѓа на дворното место помеѓу Средното општинско училиште Лјупчо Сантов, Кирил Методиј и спортската сала потпаѓа под собственост по имотен лист на Република Македонија, а корисно право има општина Кочани. Никаде не стои корисник Средното општинско училиште Лјупчо Сантов, што е години наназад ги има плаќано тие сметки и од собствени средства го има одржувано двору како што може да го гледа. Значи тука се и самите барања што сме ги поднасале и до градоначалникот и до сегашниот градоначалник на 34-ти е информиран за оваа состојба. Бараме од Советот на општина Кочани, а неколку години од кој јас сум директор, да ни се врати правото на користење, да ни се даде право на користење. Не можеме ние да плаќаме за нешто кое што не е во наша собственост. Утре може би да одговараме за сета оваа работа. Не може да се плаќа нешто ако не сме собственици. Ниту имаме право на користење. Површина од 4853 квадрата. Сумата е енормно висока. Не ја плаќаме геобретарината, бидејќи бараме прво од комуналното предпријатие, еве го и до градоначалникот, писмото од 34-ти, дека тоа не е наша површина, туку е во собственост, тоест право на користење на општина Кочани. И правото на користење што го има општина Кочани треба да го регулира со чистење, одржување и се. Бидејќи овој простор што го гледате од источната страна на училиштето, го користат не само двете училишта, спортската сала, туку и сите граѓани. Играт, има и фудбалски екипи што го користат теренот, така да општина Кочани е корисник. Не Средното општинско училиште на кого се фактурираат тие сите сметки. И за тоа се тие се околу 300 и нешто илјади, разликата до 1.200.000. 900.000 имаме 4 месеци топлотна и сакам да кажам дека до сега имаме ние пуштено средства од страна на блок дотациите некаде околу 2 милиона. Значи за 2025. Кој ќе ни ги пуштат? Сите средства, тоа збориме за сите материјални трошоци. Од превоз, се што троши школото, значи само 2 милиона и нешто ни се пуштени средства. Другите средства не ни се пуштени. И затоа ние баравме средба. Баравме, например, да се видиме со градоначалникот да постапе по овај дел. Да се види, да ни се даде советот на општина Кочани, да ни даде право на користење. Ако веќе плаќаме, барем да ни се даде и право на корисност. Не можеме ние да одржуваме нешто што не е во наша собственост, ајде одржуваме го во името на граѓаните, за децата што учат тука, што учат у Кирил Методиј, за сите што доаѓаат тука го одржуваме, значи со наши средства, ама не можеме да ја плаќаме и геобретарината која ни се пресметува на 4853 квадрата. И втората работа, училиштето од 2246 квадрати пораснало за 3800 и нешто квадрати по фактура што ни се пресметува. Тоа што јас сум учил во училиште, истото училиште, истата квадратура. Нема ниту додадена, ниту одземана. Не може, например, преку НОК во истите сметки, значи, од 31.8.23 до 1.9.23 година и дворната површина да порасне и да порасне зградата. И тука ние реагираме. Вода, како што беше напоменато во пресод, дека училиштата должат за вода. Не. Ние имаме 0 денари долг за вода. Освен последната сметка што сега ја добивме од трети месец, значи од март месец 2025 што не е платено 9023 денари. Инаку сите други сметки ни се измирени за вода. И ние ја делиме сметката за геобретарина и за вода. Тоа го имаме договорено и со претходните директори, тоест со директорот што беше претходно Кирил и сега со директорот Мирче. Значи имаме добиено некои си насоки како да работиме, за да можеме сето ово да излеземе од оваа криза. Али не со бројки. Значи бројките кои се слушнат и кои се пишат, излегува дека всушност ние нешто криеме и затоа е овој прес. Значи ние да кажеме дека у кои се лавиринти се наоѓаат училиштата. Не можат средните училиштата во општина Кочани
да ја подмируват кризата што е во КЈП Водовод. Значи не може да се со зголемени сметки, а не испорачена реално топлотна енергија. Знаат учениците тука, мораме ние да дополнуваме со нафта, за да може да се стоплат просториите во зимно време кога најладно. Друго, ние да добиеме температура 45-50 степени, е многу по-добра температурата во училиштето, отколку добиеме 38 степени температура. Имаме разлика и мораме таа разлика, ќе ви каже и колегата од Кирил и Методи, да ја дополнуваме со плюс дополнителни трошоци за нафта. Ние имаме од 38 до 40 степени. Значи, мојата техничка служба е задолжена секој ден, кога доаѓа да премери, да слика и да ме информира колку имаме температура на топлата вода. Значи, ова е константно, од 38 до 40 степени. Плюс, оно што е уште по-страшното, немаме доволен притисок на влез, за да можеме ние со нашите пумпи да испомпуваме до 4 спрат на гимназијата. Доаѓа 0,9 бари, 1 бар, а знаеме сите имаме парно дека минимум 2 бара треба за да можеме ние непречено да работи, и затоа ние сме за да ги задоволиме потребите за училиштата, да набавуваме дополнително средства за нафта, бидејќи ова е сврзан систем нашите две училишта, а парниот котел троши 130 литра на саат. Тоа се огромни издатоци кои ние мораме да ги покриваме од буџетите за да топлиме нашите простории. Баравме решение, неколку пати реагиравме, одбивавме заедно да ги подпишеме записниците, да дојде да видиме што и како да најдеме решение. Не можеме ние со 38 степени да загрееме училиште. Домот не може да... А станува збор за огромни училишта, кај што учат околу 1700 ученици, за спортска сала, кај што тренираат околу 600-700 спортисти, и сето тоа треба да биде задоволено. Тоа мора да најдеме решение за оваа ситуација. Значи и основното општинско училиште Раде Кратовче исто е засегнато со проблемот со комуналното јавно предпријатие Водовод од Кочани. Имено ние од до месец ноември 2024 година уредно ги имаме исплаќано сите сметки кои што пристигнуваат за вода. Немаме неисплатена фактура до месец ноември, се до месец ноември кога веќе забележуваме дека на фактурата имаме некои енормни зголемувања на потрошената количина на вода, односно некаде 20, претходно плаќавме од 20 до 30.000 денари, за ноември месец веќе пристигнува фактура од 150.000 денари. Веднаш ще реагира до комуналното јавно предпријатие, до тогашната директорка, да се испрате луѓе за да се санира кој е дефектот. Меѓутоа, од нејзина страна не беа испратени никаква екипа, потоа со назначувањето на Кирил Ковачев за директор, повторно реагиравме за високите сметки кои што ни пристигнуваа и веќе секоја следна фактура од ноември месец па наваму се повеќе и повеќе се зголемуваше, се до ноември, до месец јануари, кога сите се на колективен одмор и учениците се на зимски распуст, стигнува сметка од 297.000 денари за јануари месец, односно приближно 5.000 евра. Праќаме повторно допис до комуналното јавно предпријатие Водовод да се дојде да се санира штетата, меѓутоа повторно од нивна страна ниту е испратена екипа, ниту доаѓаат да ја санираат штетата. Принудени сме сами да ја санираме штетата со техничката служба, во која што утврдуваме дека имаме дефект. Дефектот на самата водоводна мрежа ние го поправаме и повторно доаѓаме до ситуација во која што во месец март и за месец април ни стигнува фактура од по 240.000 денари, на која што водомерот не е ни прочитан. Значи, стават во просек некои суми кои се на непрочитан водомер. Имено испраќаме барања цело време до комуналното јавно предпријатие на 5 февруари, писмено се обраќаме веќе до нив, да се постапе по исправноста, да се провери исправноста на водите, членот 30 ставот 1 од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на утпадни и отпадни води, пошто не е постапено по нашето барање од нивна страна, на 21
февруари повторно писмено се обраќаме до комуналното јавно предпријатие, управниот одбор и финансовиот директор за доспеаниот долг согласно членот 30 ставот 2 од законот. И од нивна страна сме одбиени од нашето барање за утврдување на дефекот, бидејќи било неосновано. Сакаме да кажеме дека со оглед на тоа што се реагираше неколку наврати за санирање на дефекот од страна на водовод, ние не наидовме на соработка со нив, сами го поправивме дефекот, меѓутоа во меѓувреме сите фактури кои што доспеваат голем износ, можеме да кажеме дека се од ноември месец, а не се години на назад. Значи до ноември месец ни се плаќани сите сметки уредно и не бегаме од таа одговорност да не ја плаќаме сметката, само ги замолуваме да реагират на нашите барања, за да се разгледат прво фактите поради кои настануваат овие причини за зголемување на сметките. Кај нас проблемот е во сметките, односно регулирање на дворната површина со сметот, со промената на методологијата која беше изгласана на Советот во општина Кочани, сметките од 33.000 денари, 25.000 денари претходно, сите порасна 170, 212.000 денари, над 200.000 денари. Зошто е тоа настанато? Причината ја гледам во тоа што пресметката, методологијата за пресметка на одржување на дворна површина не е реална, се смета по метар квадратен. Училиштето со Гошо и Китиев има 52.000 метри квадратни. 12 пати него училиштето со Лјупчо Сантов. Нормално и таа сметка 12 пати да биде поголема. Парите кои добиваме од општината како блок дотации не се доволни за да може да ја подмиреме ова. Оние што се планирани во буџетот, што го доставуваме до општина на почетокот на годината, ги плаќаме. Она што е повеќе, немаме услови да бидат исплатени. Немаме услови да бидат исплатени. Тоа е едното. Второ, може да кажам слободно дека за таа пара што барат да се изврши услугата, воопшто не го причекоруваат прагот на училиштето. Воопшто не доаѓаат нешто да се изврши, а сакат да се наплати. Ги тражат тие пари. Беше повикана нивна служба да интервенира во дворот. Кога дојдова да средат некоја интервенција од 1-2 дена, повторно ја има фактура нова. Нов долг, ново фактурирање. Тоа беше неминовно, го платив, но овие другите сега сметки што идат понатаму се трупат. Не сме во состојба, значи, она што е предвидено по методологијата за пресметка на плаќање и собирање на комуналниот отпад да го платиме, а не гледам ни причина лично јас, ни сите мои во колективот разговаравме неколку пати да биде платено за нешто што не добиваме ние услуга, а пари се сакат за тоа. Толку од мене. Значи ние имаме две барања и до водовод, комуналното за површината што зборевме, да се направи например на некој начин корекција на сметките од за еден месец е зголемена, да не речем повеќе од 50%, таа истата значи добиена ништо немаме реагира. Имаме ургенции на секој барање, имаме многу ургенции. Како се менува директорите и до директорите барање и до институцијата барање нови се ургенции. Исто со градоначалниците. Значи имаме исто до градоначалникот. Поднесено че ова е до градоначалникот, а ова се ургенциите до водовод. И ги информираме всушност дека површината од источната страна, дворното место е во користење на општина Кочани. Еве го имотниот лист. Значи не можеме да плаќаме ние нешто што не е во наша корисност, бидејќи по новата пресметка на блок дотациите се смета по имотен лист. Ние не добиваме ниту еден денар, а го одржуваме цело време. Може да погледнете, дворот е среден, чист, како што наликува на едно училиште, бидејќи тука станува збор за 3 институции. Со Лјупчо Сантов, Општинското училиште Свети Кирил Методи и спортската сала. Значи тоа се 3 работи што се одржува цели овај двор. А не добивам ниту еден денар по тој основ. А и плюс 50% ни се намалени материјалните трошоци од блок дотациите. А гледате дека сите сметки ни се зголемени.
Значи, тој долг, ние што го имаме 1.200.000 ќе стане многу поголем. Да речем 3-4. Кој ќе ги плати? Еви, ние нема да бидеме директори. Значи, ќе дојде некој друг директор кој треба да ги плати тие сметки. Ние не можеме да се справиме со помали сметки, а камоли ако ги дадеме тие средства на извршител. Затоа кој што рече колега, значи ние баравме средба со ВД градоначалникот да се сретнеме, да ги решиме сите овие проблеми. Ние, јас, значи, разговарав и со ВД директорот на КП Водовод, добивме некое решение и решението е во фаза на изготвување и на решавање по овој основ. Ама во моментот, значи додека сето тоа трае, се случуваат овие работи нели со пресконференција. Енормни сметки стигаат на училиштата и за основното општинско училиште Никола Карев Кочани. Лично пред некаде околу 10 на дена се слушнав со новиот ВД директор на КП Водовод Мирче Паунов. Му побрав средба и побрав да најдеме начин како сето ова да биде надминато, дури понудив и сам склучување на договор преку кој јас или ние како училиште ќе се обврземе на месечен износ да плаќаме на некој вид на рати и да го враќаме долгот полека, само за да можеме да најдеме некое заедничко решение. Истото претходно го имавме барани од останати директори. Првиот одговор беше: добро, во ред, петок ќе те барам во понеделник, ако не завршим во текот на денот. Се договоривме да биде понеделник. Понеделник беше патрониот празник на училиштето, некаде околу 12 часот го побара пак телефонски. Ми се јави и ми каже: јас се извинувам, но градоначалникот ми забранува да склучам договор со вас. Океј, ако градоначалникот наредува дека две институции не треба да соработуваат кои што се под локална самоуправа, нема проблем, тоа е негов начин на раководење, а ние ќе си бараме институционално правда како што треба да биде. И оно што го добиваме да го плаќаме, не оно што не го добиваме. Она за кое се извршуваат услуги и оно што го добиваме. Дали е тоа геотермална вода, дали е тоа собирање на смет и отпад по методологија или по одлука на совет, дали се тие реалните потреби на училиштата, дали не се, ако има добра воља, ние сме расположени, пак ќе кажем, оставивме неколку дена по изјавите на ВД градоначалникот и обвинувањата за долговите, бидејќи чисто како компарација да знаете, долгот на сите училишта кои што го има е како една месечна плата на КП Водовод. Толку сме должни. А се најавуваше бомбастично, ако се плати од школите, КП Водовод застанува на нозе, тргнува се, работат институции, се враќаат вработени од работа, они кои што се спадени, они други. И се завршува тука. Не е така. Значи, еден месец е работа или плата на КП Водовод е, толку се должни основните општински училишта и средни на општина Кочани. Ако постои од нивна страна желба и разум да разговараат, ние стоиме на располагање во секој време со факти, со аргументи, да се соочиме, да го најдеме реченијето, да го подпишеме заедно сите тој договор кој што ќе се склучи и да не трпи нити комуналното предпријатие, нити училиштата, нити општината. Разумни сме, водиме институции, не сме од денес за утре, ќе не наследат идни генерации, зошто тие да имаат долгови или да имаат вакви исти проблеми, кога можеме ние ова да го решиме сега во овој даден момент. Ако некој нема слух претходно, еве шанса на ВД градоначалникот ова да го реши за краток временски период. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.